Медиумската опсада под која нормално живее Македонија, деновиве станува уште пожестока од вообичаеното. Тоа не треба да изненадува со оглед дека Македонија и покрај наводното ослободување во 1944 година и последователното осамостојување во 1991, во суштина се уште се наоѓа под контролата на државите кои ја поделија во 1912, односно 13 година. Тука пред се мислиме на нејзините соседи на север и на југ, оние кои анектираа 90% од македонската територија. Оние кои се ополномоштени да раководат со Македонија во полза на нејзините поробители како своевидни вазали, тука станува збор за академците, медиумите и идеолошката полиција, деновиве засилено работат кон целта нацело да ги уништат последните останки од изворниот македонски идентитет, а се со цел да ја комплетираат асимилационата мисија започната во 1918 година. Македонската јавност, како и во најтемните денови на едноумието, секојдневно се бомбардира со невидени невистини и небулози, наменети да го збунат македонецот во однос на тоа што е право, а што е криво, кој е најмудриот пат кон опстанокот на нацијата и кои се луѓето кои на Македонија и мислат добро, а кои се нејзините вистински непријатели. Бидејќи новинарската фела во Македонија, како што веќе спомнав, и припаѓа на окупационата сила, од неа не може да се очекува дека таа било кога ќе се смени и ќе почне да делува за доброто на Македонија и на македонците. Имено, за бракот помеѓу тајната полиција и новинарите своевремено зборуваше и министерот за внатрешни работи, Томислав Чокревски. Новинарите во Македонија се срам за нивната професија. Тие не делуваат во функција на чувари на националните интереси преку честното истражување и храброто соочување со оние кои го злоупотребуваат македонскиот народ. Туку напротив, тие земаат соучество во овие валкани игри. Македонските новинари во текот на изминатите 27 години независност се покажаа како ништо друго, освен како мегафони на вазалскиот режим кој управува со Македонија. Наместо да ги предизвикуваат лагите на наводно поранешните челници на службите на државната безбедност, на кои катадневно им даваат можност да ги пропагираат своите лаги пред македонската јавност, тие само кукавички ги легитимизираат лагите кои излегуваат од устите на водечките идеолошко-политички полицајци. Ние од Комитетот за демократизација на Македонија и Македонскиот информативен центар не би сакале ништо повеќе од што ова наше убедување да е погрешно. Па затоа ги повикуваме македонските новинари да докажат дека не сме во право. Ние сме отворени за дискусија и за дебата. Во меѓувреме, иако не сме формално обучени во новинарскиот занает, поради тоа што не гледаме ниту еден суштински независен медиум, ниту пак поединечен новинар во Македонија, ќе си ја зададеме задачата да ја играме улогата на објективен медиум задолжен да ги разбива лагите и манипулациите на идеолошката полиција пласирани преку нивната пропагандистичка гранка. Ние тоа веќе и онака го работиме преку порталот kotle.ca веќе една деценија. Така што на овој начин само ќе се обидеме да го смениме медиумот, но не и пораката. Овој наш најнов потфат ќе го започнеме со анализа на нашиот председател, политичкиот азилант Јордан Петровски, на неодамнешно интервју за само вистина на Канал 5 кој го даде Ѓорѓи Лазаревски, човекот кој Удба го назначи да ја игра улогата на, како што го нарече неговиот колега Борјан Јовановски, невидливиот херој од УБК зад бомбите. Накратко, Ѓорѓи Лазаревски е само најновата верзија на така наречените осуммина од РСВР од раните 90-ти години, односно оперативци на тајната идеолошко-политичка полиција, одберени да ја играат улогата на наводни борци за демократизација на македонското општество. Мислам дека на крајот на оваа програма на секој ќе му биде јасно дека господинот Лазаревски е само уште еден лажен херој на уште една интрига наменета да ја представи Удба како единствениот орган во македонското општество на кој тоа може да се ослони за својот опстанок. Ова не може да е подалеку од вистината. Удба е органот кој 70 и кусур години ги подрива напорите за вистинско македонско осамостојување и ги гони најчесните и најспособните синови на Македонија.
Се додека оваа институција раководи со Македонија, таа нема да биде слободна. Сега следува анализата на Јордан Петровски на интервјуто на Лазаревски. Прислушувањето не оди според законот, туку всушност законот е донесен, да речеме, во 2008 година, до тогаш и немаше закон. Немаше закон за прислушување, за легално барем прислушување. Ама имаше, се користеше тој систем очигледно и од тоа што го. Интригантно е кога човек како господин Лазаревски, кој бил вработен во службата за државна безбедност, поточно во петата управа, од 1987 година, вели дека во Република Македонија немало закон за прислушкување до 2008 година. Тука нема да се занимавам со она што се случувало во бивша Југославија, туку ќе се осврнам само на периодот по прогласување на независноста и донесувањето на Уставот на Република Македонија. И според НБО-ата, по споставување на демократија во Македонија. Се јавува прашањето, доколку не постоел закон за прислушкување до 2008 година, како е вршено прислушкување кое се додивало од 1991 до 2000 година. Прислушкувањето кое е евидентирано во досијата кои беа отворени со закон за пристап до лични досија во ДБК од 1999 година. Од досијата е очигледно дека петата управа на ДБК работела помеѓу 1991 и 2000 година, период во кој според господин Лазаревски немало закон за прислушкување и според тоа, барем тој сака да веруваме дека немало прислушкување. Бидејќи според заклучоците на Комисијата на извршниот совет на собрание на СРМ за испитување на состојбите во органите на државната безбедност во Републиката од 1966 година, Службата за државна безбедност е строго централистичко-бирократски систем. Нези е потребна законска рамка во која таа треба да делува. До 1995 година, односно до усвојањето на правилникот за работа на ДБК, Службен вестник на Република Македонија, посебен службен вестник, број 10 од 31.10.1990 година, СДБ ги базирала своите решенија за прислушкување на основа на законите од СФРЈ. Треба се забележи дека посебен, односно тајен службен вестник е спротивен на член 52 од Уставот на Република Македонија, каде што стои: законите и другите прописи се објавуваат пред да влезат во сила. Законите и другите прописи се објавуваат во службен вестник на Република Македонија најдоцна во рок од 7 дена од денот на нивното донесување. Никаде не станува збор за посебен таен службен вестник. Таков нема во Уставот. Конкретно станува збор за закон за основите на системот за државна безбедност, службен лист на СФРЈ, број 15/84, член 24. Повторувам дека овој закон е користен до крајот на октомври 1995 година. Ваквата постапка е спротивна на македонскиот устав, односно на Уставниот закон на Република Македонија, бидејќи таму стои дека законите од бивша Југославија може да се користат максимум од 12 месеци по донесувањето на Уставот на Република Македонија. Бидејќи Уставот на Република Македонија е донесен во ноември 1991 година, законите од бившата СФРЈ смееле да се користат само до ноември 1992 година. Второ и поважното, тогашната СДБ ДБК со сепетата управа и владачката СДСМ очигледно не го почитувале Уставот, поради тоа што според Уставот на Република Македонија прислушкувањето без судски налог е забрането. Конкретно, член 17 од Уставот на Република Македонија вели: се гарантира слобода и тајност на писмата и другите облици на општење. Само врз основа на одлука на суд може да се отстапи од начелото на непроверливост на тајноста на писмата, ако е тоа неопходно за водење на кривична постапка или тоа го бараат интересите на одбраната на Република Македонија. Ова е нешто што по секоја логика треба да му е познато на стручњак и ветеран на државна безбедност како господинот Лазаревски, кој во едно друго интервју има изјавено дека бил раководител на петата управа во период после 90-тите години. Како таков тој морал да знае дека неговата работа се коси со Уставот на Република Македонија, бидејќи во сите досија кои стана достапни на јавноста со законот за пристап на лични досија има докази за прислушкување на телекомуникацијските средства. Но во ниту едно нема судски налог за таква дејност. Но како што реков, СДБ, ДБК е централистички бирократски систем, што значи дека сите
постапки биле покриени со административна документација. Сите инстанции на примена на мерката полок, односно прислушкување на телефони, е регулирана преку интерни предлози и решенија, така наречени службени белешки во Министерството за внатрешни работи. Но сето тоа било неуставно. А денес, господинот Лазаревски, маскотата на така наречениот граѓански сектор за транспарентност во државните органи не убедува дека неуставните активности во службата на државната безбедност започнале со доаѓањето на власт на Никола Груевски. Кога вие нели сте дошле во контакт со таа информација дека нешто нелегално се случува, дека како таргет телефони за прислушување биле ставени телефони на лица кои што не сте очекували или не биле нели закана за безбедноста и стабилноста на државата. Што беше тој, кои лица беа ставени, она што вас, да речем, условно речено ви го запали црвениот аларм дека нешто не е? Добро, јас сад да не ги спомнуваме лица, тоа не е важно. Битно е дека не треба да си експерт за да видиш дека не им е местото во безбедносниот систем на тие лица. Не, зборувам за луѓето што биле ставени и што се прислушувале во тој момент. Баш за тие не има место да видат мета на истражување на безбедносните служби. Капацитетот на безбедносните служби не е толку многу голем за да се троши на лица кои што немаат никаква врска со криминал или да се закана за безбедноста на земјата. Доколку човек кој поминал 4 век во петата управа и кој бил и нејзин раководител, размислува на овој начин. Односно, размислува спротивно на уставот во однос на начелото за еднаквост пред законот, тогаш се доведува во прашање и исправноста на неговиот мотив за изнесување на прислушкуваните разговори. Ваквите негови изјави придонесуваат кај мене да се отвори сомнеш дека вистинската причина што тој ги изнел прислушкуваните материјали била во тоа што слушнал дека се прислушкуваат некои од неговите политички идоли. Просто не можам да верувам дека ветеран и голем стручник како Лазаревски не знаел дека одлуките за тоа кој ќе се исследува ги носи суд, а по барање на обвинител. Барем така предвидуваат законите и уставот. Лазаревски и неговите колеги според оваа законска теорија се само извршители на судски налози. Извршители кои се одвоени од процесот по кој судиите издаваат налог за прислушкување. Инаку кажано, петата управа според законот нема допир со одлучувачкиот процес, а нејзините службеници не се запознаваат со причините зошто одредена личност се прислушкува. Вистински професионалец во таква управа би морал да биде само дел од опремата за прислушкување, дел кој нема емоции и не размислува. Вистинските професионалци не смеат да судат, бејќи за тоа е задолжен судот и никој друг. Меѓутоа, како што реков, службата е централистичко-бирократски систем кој не е склон на промена на менталитетот. Така заклучила веќе споменатата комисија на извршниот совет на собрание СРМ за испитување на состојбите во органите на државната безбедност во Републиката во 1966 година како производ на аферата Ранкови. Во својата истрага комисијата понатаму заклучила дека овој систем, цитирам, бил изолован, затворен и дезинтегриран од представничките тела на државата кои, цитирам, не одговараат никому. Дека се поставувале како најодговорни ако ние единствени повикани, да ги заштитуваат придобивките на самоуправниот и демократски систем. Дека исследувањата на СДБ, цитирам, немале за цел да се утврди материјалната вистина, туку по секоја цена да се докаже сомнението. Дека извештаите и другите материјали што се внесувани во досиеата на одредени лица не само што немат карактер на безбедносен материјал, туку значат и регистрација и завлегување во меѓусебните односи. Дека некои работи и действија на органите на државната безбедност биле нормирани со правилници, решенија и други нормативни акти во спротивност со уставот и другите законски прописи. Дека системот и методот на службата за државна безбедност представувале најфлагрантни повреди на уставноста и законитоста, тотална контрола на општеството, узурпацијата на уставните и законските права на граѓаните. Дека прислушкувањето на телефонски разговори било широко ползувано и дека е вршено отварање на пошта на граѓаните. Дека предмет на обработка на службата за државна безбедност биле граѓани од редот на општествено-политички, јавни и културни работници, раководители на стопански организации. Дека службата назначувала директори во стопански предпријатија и ги држила под контрола универзитетските професори. Дека државната безбедност се претворила во механизам на политичка и идена контрола врз општеството. Дека во службата постоела култура на солидарност со соработниците и лојалност кон ресорот, како и она најзначајното
дека работниците и службениците на ресорот за внатрешни работи не биле расположени за соработка со комисијата, како и дека поголем број од нив не биле во состојба да го разберат вистинското општествено значење на ликвидирање на постојаната состојба. Зар од овој извештај на извршниот совет од 66 година не го гледате денешното случување во Македонија? Зар не е јасно дека сите знаеле каде е проблемот? И ова информација ги лоцирала точно проблемите. Ама од 1966 година до денеска не е направено ништо за исправка на овие проблеми. Сегашниот директор на УБК, исто службеник од пред 90 година во УБК вработ, вели дека УБК било злоупотребувано 70 години. Па еве, се знае од кого е злоупотребувано. Од самиот сегашен директор бил учесник на злоупотребите, бидејќи не работел според устав. Бил злоупотребуван од Лазаревски, кој не работел според устав. Да не ги споменам другите, кои не се предмет на ова интервју. Че ако се закана за безбедноста на партијата на власт или на владата, тоа е друг проблем. Не може ресурсите на државата да се користат во сврха на политичка победа врз противникот. Или да се следи мислењето на новинарите, на јавни личности. А тука го имаше сето тоа, така? Да. А понатаму, после дојдов до сознанија дека има и следење на министри што се актуелно на власт, а и функционери, а сепак следени од УБК без да можат да знаат дека се следени. И тоа беше стравечно како помисла дека може така да функционира. Ова е бисерот која соголува пристрасноста и закоравената удбашка природа на Лазаревски до коска. Сега да ги подсетам слушателите за времето кога според Лазаревски немало неуставно прислушкување во Република Македонија, а за кој период постои уредна службена документација која е достапна на јавноста и која го докажува спротивното. Секако зборувам за периодот 1991-2000 година. Период за кој личните досија на СДБ, ДБК, кои беа отворени во 1999 година, кои нудат непобитни докази за неуставни прислушкувања. Имено досијето кажуваат дека во тој период е прислушкуван телефонот на штабот на ВМРО ДПМНЕ. На таа оперативна акција СДБ дала псевдоним Дувло. Самиот псевдоним укажува како СДБ гледала на партијата која на првите парламентарни избори освоила најмногу пратеници, како на гнездо на криминалци и бандити. ВМРО ДПМНЕ, да подсетам, е партија која била уредно регистрирана од страна на институциите кои ја вршеле регистрацијата и кои биле задолжени да ги проверат сите елементи за тоа дали партијата ќе делува во согласно со Уставот на Република Македонија. И пократко што партијата ги задоволила сите услови за уредна регистрација, која била необходна, тоа не било доволно добро за службениците во МВР и нејзиниот државно безбедносен орган. Па затоа тие отпочнале серија обработки насочени кон ВМРО ДПМНЕ и нејзините симпатизери. Но тука треба да бидеме реални. Луѓето вработени во МВР, особено во период кога господинот Лазаревски и пристапил на службата, биле ригорозно бирани и строго тренирани. Нивната селекција и обука биле дотолку совршени, не бари им било вграден чип кога ќе го слушат зборот ВМРО, веднаш да им се вклучува алармот дека се работи за најголемиот непријател на тоталитарниот антимакедонски србокомунистички систем. Затоа е нормално таквите луѓе да забораваат на она што ги обврзува уставот, кој според задачите на СДБ треба да го бранат. Затоа неуставното прислушкување на партијата ВМРО ДПМНЕ и на нејзините членови и симпатизери за нив секогаш е приоритет број 1. Да не заборавиме, слушнаците како господин Лазаревски, кои пристапиле на службата во времето на Југославија, давале заклетва дека ќе се верни на другарот Тито, а пак тој е прочиен по неговата посветеност кон уставот и неговите вечни зборови, што се преухватили устава као пијан плота. Непочитувањето на уставот во комунистичките системи е најнормална појава. Таа без исклучок секогаш останувала неказнета. Гледајќи ги работите денеска, очигледно е дека ништо не се променило во таа смисла. За да добиеме идеја зошто тоа е така, ќе го наведам делот од иницијативата која Владе Милчин во име на фондацијата Сорос ја поведе пред Уставниот суд против законот за лустрација во 2009 година. Целта на иницијативата на драматург беше да го спречи откривањето и казнувањето на злоупотребите на СДБ, а посебно на петата управа во периодот после 1991 година. Поточно до моментот
кога е донесен новиот устав. Во иницијативата Владе Минцел го напишал следното: создавањето на Република Македонија како држава во состав на Федералната држава Југославија во 1944 година, незиниот полувековен развој со јасни белези и атрибути на држава, несомнено е незначајната алка во историскиот развој на борбата за македонска современа држава. Според тоа, органите на државната безбедност и нивните соработници и форматори работеле во согласност наведените прописи, како и налозите и потребите на владите, што е впрочем иста ситуација и сега. Нема збор со кој Милчин во иницијативата се повикува на Уставот. Последниот бедем за одбрана на Уставот, Уставниот суд, наместо да го брани Уставот, ја прифаќа таквата формулација. На тој начин потребите на владите ги става над Уставот. Несреќата е во тоа што тој начин на работа на Уставниот суд продолжува и до ден денешен. Тоа не води до денешната состојба со нелегитимниот договор за промена на името помеѓу владите на Република Македонија и Република Грција. Според Уставот, случувањето на меѓународни договори од ваква природа, односно договори кои задираат на државните атрибути, е ексклузивна ингеренција на председател на државата. Но тоа не го спречува премиерот Заев да изјави дека, цитирам, правните служби работат на решение во случај Јованов да не ја потпише ратификацијата. Според Уставот, правното решение е решението на председателот Иванов. Неговиот збор е последен. Но зошто да се фаќаме за Уставот како пијан за плот? Пораката која праќа Заев е јасна. Тоа што председателот Иванов се повикува на Уставот е небитно. Заев ни порачува дека тој ќе најде гревчиња, експерти, кои, согласно древно воспоставената пракса, ќе го заобиколат Уставот. Додуши не треба некоја голема мака. Што и да напишат гревчињата, наречени експерти, тоа од мегафоните на власта ќе биде толкувано како исправно. Поготово што веќе еднаш доживеавме афера со прислушкување во истата таа управа, тогаш не реагиравме соодветно. Не најдовме начин. Што беше 2001 година големото уво. И не сакавме да ни се повтори такво нешто. Едноставно, овој пат решивме да застанеме, да си ја одбраниме службата, бидејќи таа служба е наша, не е на тие дојденци кои што на некој начин ја окупира. Така. Така е, значи, институциите припаѓаат на професионалците, а не на... Или би требало да припаѓаат на професионалците? Во пракса, сите што не дозволуваат професионалци да работат со институциите, тие немаат добра намера и не може нивната власт никогаш да обстане. Како прво, институциите на државата во демократските општества им припаѓаат на граѓаните, а не на чиновниците кои се најмени во нив да работат. Професионалците не се собственици на ништо, тие дури во приватните организации се само извршители. Проблемот со кој се соочува Македонија од 1991 година па наваму, а проблем кој е наследен од 1945 година е токму во тоа што институциите на државата им припаѓаат на кликите кои работат во нив. Во суштина, ова значи дека кликите кои управуваат со институциите на државата, особено со службата на државна безбедност, ефективно управуваат со целата држава. Наместо тие да му слушат народот, народот им служи на нив. Во поново време овој феномен популарно стана познат како Deep State или длабока држава. Но тоа е феномен кој јас и една мала група новинари во Македонија одамна го имаме обележено како политичко подземје. Сега да се осврнам на тврдењето на Лазаревски дека тој е професионалец. Дефиницијата на зборот професионалец во речникот вели дека тоа е лице кое е обучено за работата која ја врши и која ја врши особено добро. Во време кога Лазаревски е примен на работа во СДБ, најважен елемент за прием на работа во СДБ било морално-политичка подобност. За помладите на кои не им е познат изразот морално-политичка подобност,
Тоа е еуфемизам за тврдокорен комунист и верник во комунистичката догма дека секој кој не е комунист е непријател на државата. За безпоштеден бранител на оваа догма и конечно за човек кој не е следбеник на локал патриотизмот, односно човек кој е суров противник на идејата за независна македонска држава. Бидејќи бил примен во службата, логички следи дека Лазаревски се покажал како следбеник на југокомунизмот од исклучително подобен морално-политички калибар. На неговото пристапување во службата му следува обука која воглавно се состои од тоа како да ги препознава непријателите на системот и на непогрешниот лидер. Ова негова индоктринација Лазаревски ја манифестира со неговиот револт кон тоа што надлежните службеници на минатата влада се осмели да помислат да го прислушкуваат партискиот водач на неговата мила партија. Лазаревски и неговите колеги од службата ја задоволуваат дефиницијата за професионалец само во смисла дека биле конкретно обучени да го штитат југокомунистичкиот систем и дека таа работа можне вешто извршуваат. Меѓутоа, уште една битна карактеристика на професионалецот е што тој покрај признаењето и искуството кој ги поседува е потчинет на универзалните морални и етички норми. Дали за луѓето кои работеле во СДБ во овие 27 години може да се каже дека постапувале во согласност со универзално прифатливи морални и етички норми. Работите кои ја оформуваат материјалната вистина представени во документите на СДБ, ДБК, социоекономската состојба на Република Македонија и оценките на меѓународните институции кон кои Македонија наводно има аспирации, категорично кажува дека луѓето кои работеле во службата за државна безбедност немале ниту ронка од морални или етички норми. Доколку спротивното било вистина, тогаш овие службеници би реагирале уште при првиот налог за неуставно прислушкување, потпишан од првиот министер за внатрешни работи на независна Македонија Јордан Мијалков. Во пракса, сите што не дозволуваат професионалци да работат со институциите, тие немаат добра намера и не може нивната власт никогаш да обстане. Ова е можеби наискрената изјава на Лазаревски во целото интервју. Во пракса, секоја влада која ќе помисли да и попречи на службата во нејзиното де факто раководење со државата и нејзиниот вечен лов на македонски патриоти посветен на ВМОРската идеја за независна, обединета и слободна буржуска Македонија, нема добра намера во однос на обстојувањето на постојаниот србокомунистички систем. Поради тоа, таквата влада никогаш нема да обстане, бидејќи службата е она која ги влече конците, а таа е посветена не на македонската држава, туку на одржување на Македонија под управа на Белград. Не се обидевте ова да го направите, ке си бевте сега пензионер во МВР. Да, ама каков ќе беше тој живот? Не знам каде ќе одевме и што ќе се случуваше. Мене многу ме депримираше тоа што ова беше општествена страв. Секој можеше да биде прогласен за непријател на државата. Кога се случува хајки, тоа беше огромна медиумска хајка која што беше координирана. Едноставно се прогласуваа луѓето за вештарки и добиваат тешки судбини. Повеќе годишни затворски казни без можност да се излезе, притвори, тоа беше најнормално да се отиде во притвор. Ако Лазаревски си го поставил ова прашање во 1991 година, кога во петата управа стасувале илјадници решенија за прислушкување без судски налог, како ли ќе беше животот во Македонија за време на изминатите 27 години? Сигурно во Македонија никош не би се случило ниту едно прекршување на устав. Не би се случил ниту еден прогон без цврсти докази на основа на кои судија одредува мерка за притвори, прислушкувања, следења и она главното, не би се случило СДБ и петата управа да останат партиски испостави на СКЈ, чувари на тоталитарниот србокомунистички систем. Сомнително е тоа што овој идеализам кај Лазаревски се јавува дури во 2008 година. Сомнително е и тоа што тој продолжил да работи во службата како крт и конечно што компрометирачките материјали ги доставил не до некоја меѓународна институција за правда, туку до штабот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Чудно кај Лазаревски е тоа што дури после 2006 година осознал дека и некој кој не е приврзаник на идејата за самостојна Македонија или прецизно кажано почитувач на идеалот на ВМРО, може да биде прогласен за непријател на државата. На ист начин на кој тој, Лазаревски, прогласувал невини македонци за криминалци и бандити целиот негов работен век. Интересно е
како комунистите наеднаш ќе следуваат нелегитимноста на правилата на кои тие ги подложуваат нивните противници во првиот миг кога тие се наоѓаат во подредена позиција. Зарем Лазаревски мисли дека ќе не успие со неговиот милозвучен глас? Зарем тој намистина мисли дека ќе не убеди да поверуваме дека не знаел дека десетици илјади луѓе се прислушкувани во периодот 1991-1998 година и дека за професионалците во петата управа доволно било само решение подпишано од министерот на полиција и покрај тоа што според уставот од 17.11.1991 година прислушкувањето било возможно само по пат на налог одобрен од судија. Ќе споменам дека јас сум прогонуван за сомнение дека подготвувам услови за насилно рушење на уставниот поредок на Република Македонија во период кога не сум бил член на некоја организација, тајна или јавна, партија, легална или нелегална. И покрај тоа петата управа, можеби токму во времето кога нејзин раководител бил Лазаревски, би прислушкувала 5 телефонски броеви. Тука е значајно да се нагласи дека во тој период јас сум имал 3 телефонски броеви, еден дома и по еден во фирмата Снежана и синови и во ресторанот Бабацана. Тога се поставува прашањето чии биле другите 2 телефонски броеви кои биле прислушкувани како дел од моето исследување, односно чија приватност која со устав е загарантирана е кршена заради моја обработка. Што пак да кажеме за медиумската хајка која беше спроведена против мене и мојата фирма во страниците на изданијата на НИП Нова Македонија, или пак за магите на семејствата на моите вработени кои настрадаа како колатерална штета во настојувањето на службата финансиски да ме уништи, со цел да ме направи подложен за прифаќање на нејзината понуда за соработка. Како сето тоа не го депримирало борец за демократија и почитување на правото господинот Лазаревски? Не ве замарам повторно. Дали покрај овие за кои тврдите дека имало основано сомневање дека работат за странски служби против уставниот поредок, дали во процесот сепак имаше некои невини жртви? Која е вашето мислење? Не знам. Можам да кажам дека овие што ги навеле тие ни еден не е невин. Ни еден, апсолутно. Тоа може да го потврдат сите што биле вклучени, само јас. Ти велам. Дали Лазаревски се запрашал зошто во периодот 1991-2000 година, кога се прислушкувани неколку пати повеќе луѓе од што во периодот опфатен од бомбите, органите на државната безбедност не покренале ниту едно обвинение против обработуваните. Се запрашал ли Лазаревски зошто никому не му бил одреден притвор, зошто никој не бил суден, а уште помалку осуден со правосилна пресуда како производ на масовното прислушкување кое го вршила петата управа. Се запрашал ли Лазаревски за легитимноста на тврдењата на Фрчковски и Богоевски дека сите тие се виновни. Го вознемирил ли фактот што неговиот поранешен министер и неговиот поранешен подсекретар така лежерно осудиле и тоа без право на одбрана и без право на жалба десетици илјади честни македонци. Зарем сериозно некој сега може да му верува на Лазаревски дека неуставното прислушкување го имало само во големото УВО и во аферата со бомбите на Заев. Односно, само кога ВМРО ДПМН е на власт и секогаш кога ВМРО ДПМН е власт. Следените во период 1991-1998 година, говорам за себе и за оние кои ги познавам, беа осудени од страна на Фрчковски и СДБ на многу тешки казни. Беа осудени на општествено шиканирање и економска пропаст. На сите им беа уништени бизнисите за да послужат како пример за останатите што се случува со луѓе кои ќе се дрзнат да бараат смена на комунистичкиот тоталитарен систем. Но и за да бидат ставени пред свршен чин и да немаат друг избор, освен да ја прифатат понудата на СДБ за соработка. На дел од нив им беа растурени браковите, а со тоа и семејствата. Беа обкружувани од кодоши, а избегнувани и шиканирани од нашите роднини и пријатели, и од општествените институции и предпријатија. И сето тоа го слушале во петата управа, ама на никој од професионалците не му проработила совеста за да излезе јавно тогаш или сега и да проговори за тие прислушкувања. На еден начин, многу полесно ќе поднесевме да бевме притварани, судени и осудувани без докази, одошто она што го преживеавме и дел од тие луѓе се уште го преживуваат. Тогаш барем ќе знаевме дека навистина нешто ни се готви зад грб. Но методите со кои се користи службата, а во чии извршување несомнено учествувал Лазаревски, се многу поперфидни, понехумани и посурови за прогонуваните, а подеструктивни за сегашноста и иднината на Република Македонија. Лазаревски, дали свесно или не, сите претворени, судени, како и оние кои биле осудени во период 2006-2016 година, ги представи како невини во интервјуто. Дали тоа навистина го мислел или тоа е лапсус, би требало да појасни. Кој нема незаконски да влегува во нивниот приватен живот, апсолутно.
ретко кој би се осудил да ваква злоупотреба да направи. Јас не можам да разберам. Секогаш таму се бираат луѓе кои што се најсовесни и кои што немаат криминални умови. Ова е криминал. Да го направиш тој криминал во најјаката безбедносна агенција која што треба да го брани уставниот поредок и безбедноста на нашата држава, тоа е премногу дрско и не верувам дека уште 100 години сега и да остане стариот закон, не верувам дека некој би се осудил да повтори вакво нешто. Лазаревски кој дефинира кои што се криминални умови во петата управа, врз база на она што го кажа досега во интервјуто, сигурно мисли на луѓето кои работеле во петата управа после 2006 година. А одмолчувале криминал, односно луѓе кои одмолчувале неуставна употреба на ресурсите на петата управа. И тука е проблемот. Големиот шверц кон Србија и од Србија, оној преку кој се финансираше војниот режим на Милошевиќ, започна во 1992 година. Бидејќи сум бил прислушкуван, петата управа несомнено слушнала дека луѓе од врвот на Бучим ми бараат реке за да ми издадат сертификат, кој е поведен на нивно барање. Рекетот е 7% од берзанската цена на бахарот. Петата управа морала да слушне дека ист таков рекет бараат и луѓето од врвот на топлницата во Тито Велес. По иста шема на процент од берзанската цена на цинкот, бронзата и така натаму. Тука е и шверцот со цигари, нафтата, фосфатите, нитратите и уште многу други работи. Според извештаите на САД, од шверцот за период 1991-1995 година, во Македонија останале околу 4 до 5 милиарди долари. Заработката од шверцот цигари не е вклучена во оваа пресметка. Како тоа никој од некриминалните умови, кои тогаш според Лазаревски исклучиво го сочинувале персоналот на службата, не излегол јавно да каже што се прави власта во Македонија. Шверцот на цигари продолжили после Дејтонската спогодба. Според тужбите на три држави од Европа, имено Италија, Германија и Швајцарија, се работи за оштет на буџетите на државите од Европа во висина од приближно 25 милиарди долари. Македонија била и транзитна држава, а и тутунските комбинати во Македонија произведувале фалсификувани цигари. За шверцот на цигари, нафта и обоени метали знаеле и врапците. Само не знаеле некриминалните умови од петата управа. Иако тоа го слушале секојдневно и од прва рака. Инаку, шверцот на акцизна стока е започнат 1945 година и е творба на УДБА, на која и припаѓа и петата управа. Без парите од шверцот, УДБА не би можела да обстане, бидејќи не би можела да исплаќа својата соработничка мрежа. Сметате ли дека со тоа што сега ќе биде како издвоен тој делот, дека ќе биде малку побезбеден од вакви нелегални атаци, како да ги наречем? Видете, јас сметам дека главната задача на ОТА е секоја своја активност да ја документира и да ја снима. Така. И да ја остави како траг кој што не може да се смени или да се избрише. И во тој смисол концептот е одличен и може да обезбеди сигурност кај граѓаните дека без судска наредба ништо не може да се случува на дека никој нема незаконски. Морам да се повторувам. Лазаревски е човек кој бил вработен во петата управа и бил своевремено нејзин раководител. Во тоа време се вршило масовно неуставно прислушкување, односно прислушкување без судски налози. Сега тој ни убедува дека ако новата ОТА им ја довериме нему и на неговите колеги професионалци од петата управа, кои биле обучени да работат за потребите на партијата и спротивно на уставот, се ќе биде како што треба, односно дека нема да има прислушкување без судски налози. Според она што досега го слушна во интервјуто од Лазаревски, судски налог ќе се бара единствено кога ќе треба се прислушкува некој од СДСМ, односно од партијата блиска на професионалците. Што се однесува до документирањето на прислушкувањето, јас со тоа не гледам големо фајде. Неуставните прислушкувања во период 91-98 година не само што се документирани, туку се и достапни како на јавноста, така и на јавното обвинителство. Тоа е документацијата која ги оформува личните досиеа, кои делумно и се достапни на јавноста благодарение на Законот за пристап до лични досиеа. До сега не се превземени никакви санкции, ниту пак некој помислува да ги санкционира овие прекршоци.
и покрај непрекинатите препораки на ЕУ за реформа на УБК и воспоставување на принцип на владење на правото. Лазаревски размислува да биде раководител на ОТА. Ништо чудно, ништо ново. Како и секој пат во минатото, министрите на МВР, подсекретарите на УБК, директорите на УБК и началниците на поединачните управи кои учествувале во донесување на таквите неуставни решенија, сега се представуваат како реформатори и се најгласни во осуда на неуставното прислушкување. И сега сите ние, кои на своји плеќи сме го почувствувале разбирањето на почитувањето на Уставот и во него загарантираните човекови права и слободи на овие луѓе, треба да им веруваме дека ете, си ги измиле очите со крстена вода и наеднаш станале онаа спротивното од она што биле обучувани да бидат. Само луд или наивен до крај човек може да поверува дека намерите на овие луѓе се искрени. Целта им очигледна да ја задржат контролата врз петата управа и врз УБК со цел да го спречат нивното судење за злоупотребите кои ги вршеле и да се продолжи со пракса УБК да остане идеолошката полиција на сербокомунистичкиот режим. Се пријавивте на конкурсот за оперативно-техничката агенција, што треба нели да биде како посебно тело од каде ќе се врши легалното прислушување, да не речеме нелегалното. Знаете како е на олимпиското правило, битно е да се учествува. Добро, зашто господин Лазаревски пријавив така. И мислам дека навистина ја поседувам стручноста и интегритетот. Еве баш денеска прочитав дека немало доста пријавено на конкурсот. Не знам кој се пријавил. Стручноста на Лазаревски е оформувана во и за потребите на системот со кој Македонија се обидува да расчисти повеќе од четвртина век. Токму присуството на Лазаревски и неговите колеги, остручени по теркот на УДБА, е коренот на проблемот на македонското општество. Стручноста на Лазаревски е оформувана во службата која според комисијата на извршниот совет била, цитирам, отргната и изоставена од влијанието на општеството, во целина и постојано заостанувајќи за процесите на демократскиот и самоуправниот развиток, поради наследената и подржуваната мистификација на својата улога и функција во државата. Во своето делување појдувало од тоа дека е најодговорна, ако не и единствено повикана, да ги заштитува придобивките на револуцијата и социјалниот развиток на земјата. Го проширувала своето делување на подрачја вон определените надлежности и се служила со методи што не се во сообразност со достигнатиот степен на развиток на нашиот самоуправен и демократски систем. Повторно подлекувам дека ова е оценка не на Јордан Петровски, ниту на Комитетот за демократизација или на Македонскиот информативен центар, ниту на Ванчо Михајлов и МПО, или на ВМРО, ниту пак на ЕУ, на Стеј департментот или на ЦИА. Туку овој извештај е на самата влада на Сојузот на комунистите на Македонија. Стручноста на Лазаревски е соодветна за тој да раководи и со ОТА само доколку намерата на ОТА е да биде само нашминкана верзија на УДБА за 21 век. Тоа се однесува до неговиот интегритет и тука Лазаревски нема на што да се повикува. Повторно ќе се послушам со мојот случај од проста причина што сите податоци потребни за да се докаже мојата теза се тука. А поради централистичко-бирократската поставеност и вертикална хиерархиска подреденост на државната безбедност, следи дека сето она што се работело во мојот случај не било никаков исклучок од нормата на службата, туку напротив, било општо воспоставена и општо ползувана нејзина пракса. Како прво, моето досие било водено од идеолошки и политички причини. Понатаму, јас сум бил неуставно прислушкуван со години. За неуставното прислушкување од 1990 па до 1995 имам непобитни докази. Имено решение за примена на мерката следење на електронските комуникации. Но, прислушкуван сум и после мојата дерегистрација во 1996 година. Значи, неуставно сум прислушкуван и откако официјално моето следење како осомничен престанало од причини што индициите за кои било отворено моето досие останале непотврдени. Значи, не сум бил тој кој сакал насилно да го руши уставниот поредок. Дека сум прислушкуван и после периодот во кој сум воден како осомничен е забележено во службена белешка која е направена после мојата дерегистрација. Значи, и покрај тоа што СДБ признала дека не обезбедила докази за моје незаконско делување и покрај софатната истрага под која сум бил изложен, мојата обработка продолжила. Ова укажува дека додека обработките на службата имаат почеток, тие немаат дефинитивен крај.
И повторно ќе подлечам. Лазаревски ниту тогаш се кренал да го брани интегритетот на неговата служба, уставот на нашата република и слободата на нејзините граѓани. Ниту пак денес ја критикува таа практика. Неговата грижа е единствено насочена кон партијата наследник на Сојузот на комунистите. Интегритетот на Лазаревски е поклимав и од интегритетот на замокот од хартија. Штета што не се работи за дебата во живо помеѓу мене и Лазаревски, па да слушнам и јас, а и граѓаните на Македонија, како било можно тоа да се случи кога нели во тоа време во службата работеле професионалци. И по прашање на неговиот интегритет, Лазаревски може да ја води ОТА само доколку таа треба да представува континуитет на петата управа, односно доколку ОТА треба да биде новото име на старата идеолошко-политичка полиција. Доколку ви се допаѓа нашата содржина, ве молиме да го споделите видеото со некој ваш пријател и да се зачлените на нашиот YouTube канал, односно да кликнете на копчето subscribe и да ги вклучите нотификациите за да автоматски бидете ажурирани кога ќе го постираме нашето следно видео. Јас сум Душан Петровски. Во името на Македонскиот информативен центар ви благодарам за вниманието. До следниот пат, држете се и на душман живи не се давајте.